Тече рокот за поднесување барања за субвенции за 2018 година. Земјоделските стопанства до 16 мај ќе можат да поднесуваат барања за субвенции, а според Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, во овој период ќе се поднесуваат барања за директни плаќања за растително производство, и тоа за површини со поледелски и градинарски култури, лозови и овошни насади, и за сточарско производство, и тоа за одгледување на говеда, овци, кози, пчели, свињи, живина и за заклани животни во кланици. Барањата се поднесуваат по електронски пат самостојно од барателите. Доколку барателите имаат потреба од помош или не се во можност самите да го креираат барањето, за помош може да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Инаку, голем дел од земјоделските производители веќе ги добија субвенциите за 2017 година, вели Ристо Велков од регионалниот синдикат на земјоделски производители. Исплатата ќе продолжи и понатаму, а според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, сите земјоделци кои поднеле барања за субвенции, потребните средства ќе ги добијат најкасно до 30 јуни. Па според сите сознанија од теренот, веќе сме сведоци дека голем број од земјоделските производители ги добија субвенциите што аплицираа за 2017 година, така што мислам дека и според сите најави од надлежното министерство и платежната агенција дека некаде во април месец најголемиот број на земјоделски производители кои што треба да ги добијат субвенциите ќе ги добијат, а според најавите од, пак ќе кажем, од Министерство за земјоделие и платежна агенција до крајот на јуни месец ќе бидат исплатени сите субвенции за 2017 година. Мислам дека добро е да се спомне и еден апел до пред се до платежната агенција, бидејќи имаат право тие да вршат контрола дали аплицираните површини се засадени со дадените култури, тие се должни да извршат контрола и да увидат дали стварно се засадени со тие култури и поднесуваат извештај. Барем кај некои од земјоделските производители станува збор за незасадување на културите, меѓутоа кај одредени земјоделски производители станува реагираат бидејќи се незадоволни од одлуките, затоа бараме да во најкраток временски период стигнат решенијата од платежната агенција дали се позитивни или не, пак ќе потенцирам за да можат самите земјоделски производители да извршат реакција на дадените решенија од страна на екипите кои што вршија контрола на теренот. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој беше соопштено дека повеќе од 78 милиони евра се исплатени од програмата за финансиска поддршка во земјоделството, односно повеќе од половина од програмата за 2017 е реализирана. Според агенцијата, во програмата за 2018 година на земјоделците на располагање им се 6 милиарди и 210 милиони денари, кои се наменети за директни плаќања.